Здраво, Македонијо! Време е за струшки вечери на поезијата. Еве некои од кандидатите за лауреати. Драги сограѓани, денеска ќе идеме тука да ги погледнеме во очи оние кои за затворени врати ја кројат нашата иднина. Чек, не бива вака. Поезијата е секогаш поефективна кога има музика позади. Дајте пак сега со музичка подлога и може и црно-бела слика. Секогаш е така поемотивно. Драги сограѓани, денеска ќе идеме тука да ги погледнеме во очи оние кои за затворени врати ја кројат нашата иднина. Да ги видиме луѓето без имиња, политиката на иднината без лице, односно иднината што ни ја подготвува Христијан Мицкоски. Ние младите ќе видиме тука да видиме кој во наше име за затворени врати, под превезот на тајноста и странските принципи на доверливост ја крои нашата судбина. Така, до кога бе да ве учам како се прават видеа? Инаку, младината на СДСМ, ако не ги познавте, се собрале да ги видат луѓето без имиња, зад затворени врати кои одлучувале за нивната иднина. Овде има неколку грешки, меѓу кои една фројдовска, дека се одлучувало за нивната иднина, во смисол нивната во СДСМ, бидејќи луѓето без имиња и зад затворени врати си пратија слики и соопштение кој се бил и што се зборувале на тој состанок на иницијативата 1205. Односно, од луѓе без имиња станаа луѓе со имиња и со фаци и веројатно со отворени врати за истомислениците. Како и по обичај, и оваа долго најавувана иницијатива на луѓе кои биле во или гравитирале околу СДСМ заврши со обвинување од централата на Бихачка дека што, токму така, тоа било дело на кој друг ако не на премиерот Христијан Мицкоски. Па погледнете кога успел се да собере на едно место Мицкоски според загрижените од СДС. Неефикасна власт и виртуелна опозиција која власта сама си ја избрала. Вака учесниците на трибината разговори за иднината во 12.5 заклучиле дека е состојбата во Македонија. Современска символика во 12.5, дека е доцна за земјава, но не смее да биде и предоцна. За затворени врати, без изјави по правилата Chatham House Rules, за кои тврдат обезбедиле отворена и искрена дебата. Преку соопштенија порачаа дека на Македонија и е потребна идеолошка револуција, но и широко опозицијско обединување. Па срам да им ет. Како тоа не гледаат во Венко Филипче обединувачка моќ и вистинско лидерство? Тој многу пати докажал дека е обединител и лидер. На начини што секогаш кога некој јавно ќе го критикувал, се обидувал да му ја скине главата. Ако тоа не е обединувачка моќ, јас не знам што е. И оваа долго најавувана иницијатива одамна ја нарекуваа во СДС луѓе без лица, скриени луѓе, нели под контрола на ВМРО, па им ги пратија дури и младите од СДСМ да им седат таму и да ги чекаат луѓето без имиња. Демек, ќе ги усрамат и осуетат, како се дрзнуваат тие да ја преиспитаат способноста на опозицијскиот водач и ослободител иден на Алфа ТВ, Гај Муртини Венцислаус. И уште безобразни луѓето бе без лица се покажале со слика и прилика кои се и пуштиле соопштение до медиуми. Катастрофа! Граѓаните денес живеат во реалност на неефикасна власт која за наводен политички противник се избира виртуелна опозиција. Да, и ова е интересно. СДСМ вели ВМРО ги организирало овие, а овие велат ВМРО си ја делка, си ја крои СДСМ по свое. Односно, СДСМ е виртуелна опозиција и не е дека на моменти не изгледаат кога да живеат во виртуелна реалност. Сите истражувања на јавното мнение укажуваат дека македонската политичка сцена нуди на едната страна силна владеачка партија и коалиција, а на другата страна смислено фрагментирана опозиција. Опозицијскиот простор не се пополнува со нови партии, туку со идеолошка вредносна револуција. На Македонија е потребен нов општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени. Дури и најавуваат луѓето дека не планираат нова партија да формираат, туку да придонеселе идеолошки да се зајакнела опозицијата и веројатно социјалдемократските движења. Ама не е тоа доволно, не. Венко веднаш ги нарече фейк и не само тоа. Според него, иницијативата 1205 била фейк, исто како Латаси, тадам, Алфа, а кој друг. И додава дека постоел само неговиот фронт за вистина и правда. Се друго било фейк. Нека ја вклучат Алфа ТВ, вели, таму има доволно различно мислење кое секојдневно го труе народот со лаги, со измислени непријатели на Македонија, на идентитетот, јазикот и културата, изјави по овој повод Филипче.
Преведено на нашки, ако не се согласуваш дека Македонија, например, има меѓународни непријателски расположени држави, ако не се согласуваш дека идентитетот ни е под напад, како и јазикот и културата, тогаш и ти си дел од труењето на народот со лаги кое го правиме ние во Алфа и овие бившиви и актуелни членови на СДС, очигледно, кои се дел од иницијативата 1205. А да, не ви кажав со име и презиме кој се собрал тука. Погледнете кои се најновите деца на ВМРО според Филипче, нели, со цел да го срушеле него од јакото опозицијско водство. Телевизија 24 веќе пишуваше дека се крчка платформа по принципот на српски ДОС, широк опозицијски фронт кој би требало да ги собере гласовите кои се контра ВМРО, ДПМН и Христијан Мицковски, а не гледаат алтернатива во СДСМ и Венко Филипче. Ама како вака колешке мрѓа? Зари ТВ24 е фейк како нас? Како може да информирате дека овие од 1205 биле контра ВМРО, а не гледале алтернатива во Филипче? Па кој човек смее да не гледа алтернатива во лидерот Венко? Гледам, ке треба и вас да ве ослободи. Доста сте под прангите на ВМРО-вската окупација. Освен Иван Ивановски, кој модерираше дебатата, и четворката поранешни функционери на СДСМ, чии имиња веќе се истртуваат како фронтмени на платформата, Андреј Петров, Гордан Георгиев, Емилијан Станковиќ, Александар Бајдевски, на првата дебата, како што веќе објави телевизија 24, седнаа да го кажат своето мислење актуелните пратенички Славјанка Петровска и Моника Зајкова. Две актуелни пратенички, Славјанка Петровска и Моника Зајкова, биле на овој состанок на иницијативата 1205. Стари ВМРО-вки, нема што. Стани цаци да те види Сала, Мицковски и велеше така на Петровска, нели? Ере се ова што го прават овие две. Ваква недоверба кон Венко скапо се плаќа. Кои се другите грешници, колешке мрѓа? Актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски. Леле, еден од 6 градоначалници кои ги имаат. Оној кој откако не се согласи со ставот на централата беше официјално нападнат од оваа јака централа и притоа соопштенијата им ги нарече луди. На партиското раководство неколку дена држи пресови против отворањето на рудникот поради загриженост за животната средина и инсистира на одржување на локален референдум. Обвинува дека зад рудникот стои финансиер на ВМРО ДПМН и го обвинува градоначалникот дека е во дослух со премиерот Христијан Мицковски. Од друга страна, градоначалникот вели дека почитувањето на еколошките стандарди е нешто за кое не смее да има дилема, но од испротивставувањето на отворање на рудник во рударски град како Крива Паланка е спротивно и на волјата и на интересите на жителите на општината. Зачуден е од партискиот став за кој не бил консултиран. На ваков начин ги збунуваме граѓаните и си правиме политичка штета, вели тој. Вистина сум тотално изненаден по однос на наративот во самите соопштенија, ќе кажам словно луди соопштенија. За жал, никој ми се нема јавено да ме праша кој е моето лично мислење, да ме праша што мислат граѓаните на Крива Паланка по однос на ова прашање. Нема што да мислат граѓаните на Крива Паланка за тоа прашање. Ке мисли Венко ослободителот, а кој нема да мисли како него, тој е ВМРО-вски платеник и бот. И Алфа го промовира. Упс, и Телма. И Телма ќе треба да биде ослободена од ВМРО-вската чизма. А кои се другите палавковци кои Венко ќе ги ослободува од нивното собствено мислење? Универзитетските професори Неда Здравева, Ненад Марковиќ, Предраг Трпевски, адвокатите Звонко Давидовиќ и Валентин Пепелјуговски, политичкиот аналитичар Љубомир Гајдов, поранешните функционери во владата на СДСМ, Милена Стевановиќ, која беше директорка во инфективната клиника за време на министерувањето на Филипче, Стојко Пауновски, Костадин Ацевски, Диме Велковски, Митко Андреевски. На масата се најде место и за поранешниот генерален секретар на СДСМ и еден од основачите, Никола Ќурчиев. Па кој може да ги собере сите овие луѓе на едно место, ако не ВМРО? Поранешни и сегашни пратеници на СДС, членови на партијата, функционери, како тој инспекторот Стојко, се сеќавате, директорка на клиника во време на Филипче. Никој од нив не располага со капацитет на собствено мислење, окей? Не може и не смее да мисли различно од лидерот. Инаку, кој Јово Деспотовски, кој Шилегов, кој било кој ќе каже критика дека не им чинит работата кај нив во партија, веднаш ќе бидат означени со страшната ВМРО-вска етикета и како непријатели на демократијата, слободата, социјалдемократската идеја. Што е баш демократски, нели?
од луѓето кои сакаат да се кавгаат со новинари и да ослободуваат медиуми, како заробената Алфа, например, која по истиот меродавен систем била антиевропска, бидејќи го црта Филипче како портпарол на Румен Радев со изјавите дека сметруеле народ со лаги, бидејќи Бугарија никогаш не негирала. Денес на прес се јави и правоверната пратеничка од Струмица Јованка Тренчевска, бидејќи таа знае како да го сетира сопственото мислење. Социјалдемократскиот сојуз пред неколку месеци јавно кажа дека се формира некаква платформа. Знаеме, и беа нарекувани од прилика вака. Луѓе без имиња, организатори без име, непотпишаните. Сега се покажа и со имиња и со лица. И таму има 2-3 твои колешки, госпожо Тренчевска. Славенка Петровска, например. Коносителката во кецот Моника Зајкова од ЛДП, например. И сега, шо правите? Која што во услови кога знаме во слободен пат, кога гласовите на ВМРО се губат, Христијан Мицковски формира некаква нова платформа, се со цел да ја ослабне опозицијата. Мислам дека не се губат гласовите на ВМРО колку што се губи контактот со реалноста, дека за ослабување на опозицијата било потребно било што освен начинот на делување на опозицијата. Ама, вие си знаете. Се она што треба да се каже, а се однесува на Социјалдемократскиот сојуз, од сите членови на Социјалдемократскиот сојуз треба да се каже внатре во рамки на партијата. Добро, и ако не најдат простор во рамки на партијата да се согласат дека, например, спорот со Бугарија бил измислен од власта, тогаш што да прават? Да седат дома и да си молчат. Најубо, така? Ако имаат собствен став, кој ги притиска и пече, да го закопаат во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Важно е само да не му го реметат мирот, раатот и планот на Венко, бидејќи тоа е недемократски. Секој има можност, секој има право да ги каже своите забелешки, меѓутоа во рамки на органите и телата во партијата. Опа, па дали ние имаме нов уставен амандман, бидејќи според сегашниот очигледно застарен устав на Република Македонија, во член 16 се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, цензурата е забранета, ама сега треба да го смениме уставот пак и тоа не за бугари да ставиме внатре, туку за да се појасни дека се гарантира слободата на говорот, јавниот настап во рамки на СДСМ и дека цензурата е забранета освен во рамките на партијата. Ете, откако го дотеравме уставот согласно демократските одредби од Бихачка, да одиме понатаму. Впрочем, и затоа и тој фронт за правда и вистина, околу кој се голем број на интелектуалци, голем број на граѓански организации. Зборува Тренчевска за фронтот на СДС за вистина и правда. Таму бе требало да се зберат овие кои не мислат дека Филипче е лидериштето кое ќе изведе опозицијата и Македонија на правиот пат. Ама што е интересно за овој фронт на Филипче? Ова. Денеска го објавувам фронтот за вистина и правда, кои го сочинуваат опозицијски партии, граѓански организации, невладени организации, видни интелектуалци, поединци, независни активисти, млади, сите обединети околу вредностите за Европска Македонија. Граѓански организации, невладини организации, активисти, поединци, уште Нобелови лауреати не најави. И сега ќе дознаете кои се тие. Кој се е дел од тој фронт, ќе објавуваме во фази, постепено, се додека не почне кампањата, тогаш кога ќе започне, јас во име на фронтот ќе ги презентирам идеите и принципите како и главните програмски столбови. Целта на необјавувањето на партиципентите во овој фронт во овој временски период е да се поштедат луѓето од црната кампања. Нема да се објавуваат кои се. Зошто? За да биле заштитени од црната кампања. Каква црна кампања? Како онаа во која ги нарекувавте луѓе без лица, луѓе без имиња, оние кои завчера со лице, име и презиме укажаа дека не те бива како опозицијски фронтмен. И пази иронија на животот. Тие кои ги нарекувавте луѓе без лица ги покажаа лицата, а фронтот во кој ги повикувате сите да се обединат се крие во тајност. Или што би рекле вашите млади, каков е фронтот за правда и вистина во СДС? Да ги видиме луѓето без имиња, политиката единината без лице.
Ваков прес на самите себе да си одржите за да ги видиме луѓето без имиња, политиката на иднината без лице. Па после тепајте си ги вашите бивши и актуелни членови, фигуративно се разбира, и функционери кои се дрзнале да имаат спротивен став од ослободителот на телевизија Венко. Дотогаш, проверете колку е часот на вашиот партиски часовник, кој е заглавен на време е веднаш и сега одма сместа да ги ставиме бугарите во уставот и време е да кинеме глава на секој кој ќе зуцне против лидерот. Бидејќи мислам дека тоа време помина. Или што би рекле на К15, минат денови, месеци, години, минат автобуси, возови, коњи, се мине, само мојата глава не мине, апче се напи. Епа, седе се го боле главата. Последниот акт на параноја го закачи, верувале или не, Петар Арсовски, аналитичарот кој е секогаш балансиран во своите обраќања, но овој пат направи смртен греф и ја тешко е ова да го кажам, но ја анализираше појавата на иницијативата 1205. И замислете, се дрзнал безобразникот на Дојче Веле, кој патеме финансирано од германската држава, да напише колумна и ставил наслов на колумната СДСМ на раскрсница, поделба или нов почеток. Па како сме, Тито го навреди, голиоток веднаш и уште пишува дека по изборниот пораз СДСМ го бара својот идентитет, прашувајќи дали новите политички иницијативи се закана или катализатор за промена. Ти ли ќе пишуваш бе против Венко? Ти ќе пишуваш против СДСМ? Сеа ќе видиш. Славице, опали бе едно соопштение против Педжа? Веќе го опали? Епа, ајде да го прочитаме. Наслов, ова не е наслов, ова е насловиште. Вели, кога луѓето кои со години работеа за СДСМ ја продаваат верата за вечера. Секоја случајност со српската поговорка "менјам веру за вечеру" е сосема случајна појава во партијата која наводно се бори против србизација на Македонија. Па каже соопштение за јавност, кога луѓе кои со години работеа за СДС, како Петар Арсовски, почнуваат да ја продаваат верата за вечера, тогаш станува јасно дека не станува збор за анализа, туку за позиционирање. Овде веројатно и Филипче се позиционираше како Бог, бидејќи од вербата во него, некој ја продал таа вера за вечера, нели? Но, продолжуваат во соопштението и велат, тие не ја предаваат само партијата. Тие ја предаваат идејата. Идејата за борба против организиран криминал, за европска и демократска бла 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 бла. Добро? Многумина се спремни да ја наведнат главата пред организираната криминална група. Не за џабе во Македонија се вели, наведната глава сабија не сече, а нека е и платен за да ја наведне главата. Сите овие кои денес се представуваат како независни аналитичари или нови гласови, се дел од истата машинерија која работи против фронтот за вистина и правда на Вилипчета, нели? Тоа се дел од партиите, здруженијата, 40% од медиумите во собственост на Орбан кои работат за ВМРО под диригентска палка на Латаз. Фарми на тролови, сестрински бот платформи и бла 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 бла. Еден куп непријатели си наброја и накрај заклучуваат: Петар Арсовски е само еден во низата луѓе без морал и без срам. Срам да ти е, Петар, срам да ти е. Што да каже човек друго, освен дека ептен не им чинит работава, како да не помислуваат на тоа дека кога обичен човек ги гледа, чита и слуша овие работи, не може да не помисли. Добро бе, овие луѓе кои очигледно органски не поднесуваат различно мислење, налет какви ставови да имаат за национални прашања, бугари во устав и така натака, налет тоа, ама обично различно мислење на било која тема не поднесуваат и се закануваат и спроведуваат јавни линчови од опозиција, се караат со новинари, се закануваат на медиуми, ќе ослободувале Алфа, не им чинел Канал 5. Еве сега Педжарсовски не им е окей, бидејќи работел за нив, ама сега не работел. Што ќе прават бе ако случајно некогаш во животот, ама многу случајно, дојдат на власт? Ќе прават концентрациони логори, Голи оток, прогон на Сибир, или ко Ал-Каеда по кратка постапка со неистомислениците. Имате ли бе 2 грама памет во глава, луѓе? И сега шетаат наоколу со нова финта, кона за мигрантите од Британија и ред други глупости. Мицковски, замислете, сакал изборен грабеж да направи, а тие ќе спаселе 200.000 гласови. 200.000 гласови бе станаа мисловна именка за нив, ама не, за изборни грабежи ќе зборат. Почитувани граѓани, почитувани медиуми,
по насилното укинување на техничката влада и рушењето на политичкиот консензус, Христијан Мицковски сега сака да протне и изборен закон кој отвара простор за нов изборен грабеж. Мислам, си верувате ли сами на себе? За околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Тие 200.000 потенцијални гласачи се македонски државјани, кои според Устав имаат право на глас. Ама дека на ВМРО му требале 200.000 диаспора за да ве победат на избори, луѓе. Дајте бе, вратете го и он покохерентно звучевте. Ова го предлага ВМРО, партијата која има најтешко наследство кога станува збор за изборни злоупотреби. Ајде да зборуваме за наследство. Финтаджиите кои нон-стоп бараат некакво алиби за лошите резултати, а после ги линчуваат луѓето кои ќе им укажат дека алибито не им чини и дека треба да си преземат одговорност. Еве пред локалните 2025-та што лафеа. Непосредно пред локалните избори, во време кога рейтингот на ВМРО ДПМН е вртоглаво паѓа, а довербата во институциите е сериозно нарушена, МВР тајно започнала процес за нов систем за издавање на лични карти. Рейтингот паѓа пред локалните, а те да не паѓаше рейтингот, кој знае како ќе изгледаше резултатот на крај, бидејќи со тој паднатиот рейтинг беше 56:6. Нема гаранција ниту за заштита на доверливите податоци на државата и граѓаните. Зошто? Се ова се прави без транспарентност, далеко од очите на јавноста и крајно сомнително. Видиш, не знаев дека се што работи МВР треба да е пред очите на јавноста. Да може да си оди секој човек во МВР, добар ден, добар ден. Дајте бе да видам што работите вие таму. Ако не, Богданка на прес ке каже дека матите нешто. Се поставува прашањето дали ова значи дека повторно се подготвуваат сценаријата како од времето на Никола Груевски, кога ВМРО масовно издаваше незаконски лични карти и спроведуваше незаконско гласање. За ова ќе подсетам наскоро, но пред тоа одјавата од Богданка. Кој може да гарантира дека нема да има масовно издавање нови документи непосредно пред изборите и злоупотреби? Само вие. Ако вие не гарантирате тоа, сигурно ќе има злоупотреби. Никој друг не може да гарантира, како на пример законите, службениците вработените, електронскиот систем во кој секоја трага останува. Не, само вие. Истите вие кои Сейф-Сити го нападнавте, бидејќи кој можел да гарантира дали снимките од скопските улици немало да паднат во зли раце, поточно очи. Онака, излези на прес и кажи кој може да гарантира за било што. Па додај, се поставува прашањето дали и додај тука, нели, се планира некаква измама, можеби или криминал. И на крај кажи дека ти ќе ги одбраниш граѓаните и ќе спречиш злоупотреби. Како што, на пример, сакаа со резолуција да сме се откажеле од невидливите мигранти за пари од Британија. Медрано! Но, пред зад секои избори знаат да убацат по некоја ваква наводна афера, бидејќи им користи за наративот ако ги изгубат изборите. Сега е прав момент да ве подсетам на 2014-15 година, тргнуваме од 2014 година, ден на председателски парламентарни избори. Во 7:01 минута навечер, веднаш по завршувањето на изборите, Зоран Заев излегува на прес и вели: "Не ги признаваме резултатите, биле наместени изборите и така натака и така натака." Инаку ги изгубија со 200.000 разлика. Заев не влезе во парламент, односно СДСМ, туку влезе во процесот на објавување на така наречени бомби и после знаете што се случи со и во Македонија. Но во таа специјална операција за редефинирање на државата, важно беше да се пласира наратив дека ВМРО не победува на избори со поддршка од народ, туку со изборни измами. И во тој наратив помогна и една ситуација во која сосема случајно на насловната страница на неделникот Фокус се појави вест потпишана од новинарот Љубиша Арсич дека анонимен свиркач му оставил материјали кои докажувале дека постоела некаква фабрика за лични карти и пасоши. Се сеќавате ли на ова? СДСМ зборува дека изборите се украдени. Се појавува истражување на Фокус со анонимен извор и докази некакви 105 лични карти. И коцката е фрлена. За да се тркала подобро, после некое време се појави и видео снимка од наводната фабрика за лажни лични карти и пасоши на злите ВМРО-вци нормално. Слушајте го гласот што зборува и како изведува еден сериозно лош фалсификат со сериозно лоша глума. Но има еден важен детаљ на ова видео. Абе, кој ќе се распрацува? Абе, мајката нивна комунистичка. Абе, слушај, ајде таму.
Абе, батали ги таму, кој што ги го нади? Дајте, ај соберете се, ајде ти, то, нај, работи. Кој ќе се расправа со комуњарите? Демек, ВМРО-ец овој кој фалсификува лични карти за да се крадат избори, со ова ви кажува дека е тој ВМРО. Кој ќе се расправа со комуњарите? И после демек дели задолженија на сите тие вработени за фалсификување документи. Ајде ти, само ти, филмот е направен. Останува глумците да си ги доглумат улогите. А тие не чекаа реално многу. Заев чекаше неколку дена, а потоа во декември на трибина на СДСМ во Гостивар одржа вистинска лекција за тоа како се манипулираат граѓаните. Да се штанцат пасоши во приватни домови. Ја видовте и сликите и снимките кои што се излезени. Тоа само по себе најавува што тоа се случува во Македонија за време на избори. И од тие причини, уште еднаш само оваа афера која што ја вади Фокус потврдува колку власта е несериозна, колку нема држава и државни институции дека се е партија. Еј, да се штанцат пасоши, загрижено заклучи Заев. Било доказ дека власта била несериозна. Веројатно знаеше каде се штанцаат, па не можеше ни да долаже кој што треба да биде толку груп и оштар. Кој знае? Ама филмот беше направен. Не ги признаваат изборите, излегуваат од парламентот, анонимен извор преку Фокус и отвара аферата за фалсификати, дежурните алапачи по кафичите низ Скопје и Македонија почнуваат да шират дека Заев бил во право, па се појавува видео од фабриката за лични карти, доказ луѓе, нели? Па Заев печатира, закуцува дека се докажа неговото основно тврдење. Идеално. Освен што, филмот имаше поинаков крај. Се сеќавате ли на Захир Бекири Чауш? Еве го! Стечајот во фабриката за афери на СДСМ ги исфрли на површина сите манипулации на опозицијскиот лидер Зоран Заев. Во јавноста веќе нема дилема дека фалсификуваните лични карти и пасоши се печателе во домот на сопартиецот на Заев Захир Бекири Чаушот. Последните фотографии кои денеска се појавија на социјалните мрежи се само уште еден доказ за тоа. На нив може да се види дека тепихот во домот на Чаушот, каде тој е фотографиран со своите роднини, е ист како оној во фабриката за фалсификувани пасоши од видеото кое Фокус го објави во ноември предминатата година. Тепихот ја откри тајната. Добро, и истрагата на надлежните органи. Добро, и некои слики кои покажа кој е ликот кој не сакаше да се расправа со комуњарите и штанцал лажни лични карти. Директивите пристигнувале од Бихачка. Чаушот произведувал лажни афери, а за нивно објавување во јавноста бил задолжен Соросовиот весник Фокус. По поразот на парламентарните и председателските избори во 2014-та, Чауш добил налог да фабрикува афера со која ќе се обвини власта дека победила на избори со фалсификувани пасоши. За да биде поубедлив, Чауш снимил видео во кое ги навредува опозиционерите. Абе, кој ќе се расправа? Абе, мајката нивна комунистичка. Абе, слушај, ајде таму. Абе, батали ги таму, кој што ги го нади? Дајте, ај соберете се, ајде ти, то, нај, работи. Ајде ти работи нешто, не туку ми се сликај во кабинетот на Заев. Инаку првоосомничениот Захир Бекири Чауш е истакнат член на СДСМ. Неговото членство во партијата го потврди опозицијскиот лидер откако во јавноста беше објавена фотографија на која двајцата се фотографирани во неговиот кабинет на Бихачка. Тој е член на СДСМ и тој е сликан во канцеларијата моја во која што работам. Нема бегање од таа работа, никога некој се плаши. Јас се гледам со сите луѓе кои што барат. Предходно полицијата во домот на Чауш и неговите соработници пронајде и докази кои потврдуваат дека токму Бекири е лицето кое стои зад наводната афера со фалсификуваните лични карти и пасоши. Јеби га, тепихот, сликата, може би не бил најбистар одбраниот извршител за оваа операција на лажење на народот дека власта фалсификувала лични документи за да краде избори. А замислите да не беа фатени. Што секе слушавме, читавме, гледавме? Дека државниот врв имал бугарски пасоши и милиони на швајцарски сметки. При претресите во неговиот компјутер беа пронајдени 70.000 незаконски преслушувани разговори, десетици фалсификувани лични карти, но и лични податоци на повеќе од 120.000 граѓани. Освен тоа, пронајдени беа и фалсификувани бугарски пасоши со имења и фотографии на луѓе од највисокото државно раководство, кои според пишувањата на дел од медиумите требало да послужат за нивно дискредитирање во јавноста.
Ете, така заврши и таа јака афера. Додуша новинарот си доби и европска награда за сторијата за плюс кредибилитет, нели? Заев за малку и Нобелова ќе добиеше за заслугите во рамките на целокупната оваа операција која знаеме како заврши. И што се случува денес после сите овие години? Исти глупости. Со гласањето на диаспората власта ќе крадела избори. Од екипата која блокира изборен законник, кој е дел од реформската агенда. Односно, за влез во ЕУ, тие би веднаш име и устав да смениме, бугари во устав да, ама промена на изборен законник не. И секој кој ќе писне обид за кинење на главата. Линчот кон Петар Арсовски, за кој ви зборував преска, имаше и продолжение. Се олабавија пишувачите на соопштенија, па тргнаа повторно и кон Бранко Геровски, кој замислете објави вест за комуњарскиот напад кон Пеџа, што знаеме дека е страшен греф. Па така и Геро доби повторно внимание на сајтот на СДС. Еден ден откако напиша дека новиот подпредседател на СДСМ Горан Герасимовски е новото дете на Заев за да го смени Филипче. Тоа не им се допадна очигледно на филипчевци, па денес му вратија джанам. Бранко Геровски бара ново дете за СДСМ, а го брани детето Пеџа. Што сакаше поетот да каже со овој наслов не знаеме, но поетот од Бихачка зема да се дообјасни и вели: Геро Латас и Ивона ги нарекува удбашки новинари кои ја блокирале иднината на Македонија. Како? Тие не сакале да се отворат досијата на удба. Мислам, вау, дечки, дали сте добри дечки? Ама не се добри дечките, кои накрај заклучија дека за Геро Латас и Ивона немало да има иднина во Македонија, каква што си ја замислуваат сталинчињата на ослободителот на телевизии Венци. Во какво време живееме кога онаа поговорка премногу е лудо за да биде вистинито, се помалку и помалку важи. И се мислам вака кога си седат и гледаат како, не знам, Шилегов, Деспотовски, Пендаровски, Славјанка, поранешни нивни великани, актуелни градоначалници, децата на Бранко, веројатно и самиот тој, аналитичари, новинари, куп луѓе го критикуваат нивниот хазардерски пристап во политиката. Дали може би во тие моменти си ја пеат оваа песна? И ни една звезда на крајот од тунелот, ни еден глас, ни една солза се против нас. Јави се Ми се чини дека и на избори ќе одат со оваа химна. Амај, нека раскажат уште некоја чауш приказна, може овој пат ќе запали, кој знае. Што би рекле во Мини смо анџели? Скочи, можда знаеш да летиш. Циркус Медрано. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со градоначалникот на општина Бутел, Дарко Костовски. Ќе биде супер разговорот, ви ветувам. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу, петошно издание, продолжува со разговорот во студио. Вечерва ќе разговарам со еден човек, не ми бил тука, не знам, може би година дена, повеќе од година дена, ама ми е радо и драго виден гостин, бидејќи еден од највредните луѓе кои што па и често може да ги гледате на малите екрани со сите активности во неговата општина, ама ќе го најавам вака, човекот кој што минатата недела на Али Ахмети му одбруси дека неговата општина, таа која што ја води, не е на продажба, човекот кој што често се бави, таков му е и карактерот и описот и пописот на работни задачи, се справува со пипците на урбаната мафија, човекот кој што води една мултикултурна општина во која што живеат луѓе од различни етноси, меѓутоа сите си живеат заедно и добро како што треба. Дарко Костовски, градоначалникот на општина Бутел. Добро вечер, добре дојде. Благодарам, Богдан, за поканата и благодарам за овие зборови. Да започнеме од најактуелната тема. Зошто Бутел не е на продажба, му беше соопштено на Али Ахмети? Па веројатно заради тоа што тоа највеќе го боли. Тој да на некој настан во Бутел избира локално раководство на ДУИ и имаше поприлично, би рекол, политички непристоен говор
кој што не знам, заради мир во куќа не сакам ни целиот да го споделам со јавноста, нити па тоа го направив. Туку само се обидов соодветно да одговорам и одговорив. Заради тоа што тој врз основа на некој изразен национализам, нешто што веројатно прилегало при крајот на 19-тиот, почеток на 20-тиот век, кога не баре се создаваат државите во национална смисла и кога тој речник бил политички корисен, се занимаваше со нешто такво, но она што е многу важно и тоа што сакав да им го доловам на граѓаните, дека всушност тоа не го интересира, иако и тоа е не во ред што го прави, но него го интересираат сосема различни работи, а тоа е профит, па би рекол и криминал, урбана мафија да царува на територија на општина Бутел и сигурен сум дека секоја чистинка на територија на општина Бутел тие ја гледаат како облакодер. Во тоа сум сигурен и би сакале општина Бутел исто така да биде како соседната Чаир, бидејќи тие и таква ја направија нели во минатото и сето тоа мислам дека е гол личен профитабилен интерес сето тоа што го прави и некако се злоупотребува таа риторика за чувствував должност на граѓаните на мој начин да им објаснам зашто всушност станува збор, секако и на македонците, и на албанците, и сите етникуми кои што живеат на територија на општина Бутел. И тоа што навистина ме радува е дека и кај албанскиот етникум секој ден се повеќе станува јасно дуи зашто се бори во Бутел, а од друга страна гледаат дека јасно како градоначалник и нели мојот тим целосни општина Бутел испорачуваме во секој едно населено место, буквално во секој населено место без разлика кој живее таму и колку гласови сме добиле таму и секако можам да го подкрепам нели со факти. Радува да се чуе дека не пали веќе таквиот говор, не затоа што нешто па посебно убоитоста на наративот на Али Ахмети ме интересира да ја снема, тоа си е негова работа, но тоа е сигнал дека општеството созрева. И сметам дека е важно и дека е корисно за целата држава ако таквите наративи исчезнуваат. Меѓутоа се чини дека уште малку околу дуи да се повртиме, дека освен таа приказна друга како да немаат. Нели пробаат тогаш 2021-втора или кога решија дека се е завршено од националните теми, од нивната кауза и дека сега ќе се бават со екологија, ќе станат зелена партија. Кратко траеше таа зелената фаза. Пред изборите 24-та година влегоа во фул милитантно расположение кога е реториката во прашање. Веројатно на тие избори таквата реторика на Али Ахмети на ВМРО ДПМН му донесе плюс 2-30.000 гласа. После изборите оние нели 5 фази на прифаќање на фактичката состојба, прво ја негираш, па се лутиш, па нели на крај ја прифаќаш. Вика или ќе влеземе во влада или ќе влеземе во Европа. Па малце се стиша, ама еве дали ваквата риторика тебе ти е сигнал дека и тие се подготвуваат доколку има избори на пролет? Да, добро анализираш. Слично размислуваме на оваа тема. Мислам дека тој им е пресметан ризик, знаат дека тоа можеби ќе донесе одредени гласови плюси на ВМРО ДПМН на нивниот начин на однесување. Но сметаат дека и тие ќе. Но апсолутно сметаат дека тие немаат друга опција за себе. И тоа им е пресметан ризик кој што им судри од глава последниот пат и го продолжува заради тоа што тие друго практично не можат да понудат. Не може да се сети сигурно македонски граѓанин дали на било каков проект сработен по иницијатива на Демократската унија за интеграција. Во Бутел секако дека не. 2017-2021 година тие има заменик градоначалник во Бутел, условно кажано и градоначалник, иако беше од СДСМ, но беше целосно под контрола на структури на ДУИ и политички и криминални. Тие
не само што не направија ниту еден проект за граѓаните на општина Бутел, не направија ниту во чисто етнички албански средини, па така и тој период Љуботин си остана без вода, а во моментов се гради водовод. Така си остана Бутел 2 без нова детска градинка, децата буквално спиеа на земја. Во моментов за месец ден од сега отвараме нова детска градинка во Бутел 2 и еден куп други проекти кои што се за сите етнички заедници, како што кажав претходно, не правиме разлика. Така да тоа што го гледаат веќе граѓаните е испораката, која што мислам дека полека, но сигурно им станува клучна по однос на тоа каков политички избор ќе направат во иднина. Ќе ве потсетам на една работа, не знам дали сте ја забележале и ти и македонската јавност. Последниот пораз на локалните избори, Демократската унија за интеграција направи, сигурен сум, ако се земат темите, сите теми во обзир, највеќе пресконференција официјално како партија за тоа како можеле граѓаните, жителите на село Љуботен, етнички албанци, да гласаат за македонец, за Дарко Костовски. Направија 5 или 6 официјални пресконференции на првотимци од ДУИ, па дури во една или во две пресконференции ги нарекува и предавници. Срамота. Буквално срамота. Значи станува збор за политички дискурс кој што е срамота, буквално е срамота и уште толку ги изиритира селаните, како еве го примерот во Љуботен, што мислам дека следен пат повеќе ќе ги казнат заради тоа што нивниот пак одговор беше ни носат вода за пиење, нешто што 30 години сите не лажат, ни носат сега до дома, еве на улица се копа, ни носат цевки до дома, а вие ни зборите дека сме предавници. И раскажува приказни од 19 век и така натака. Па да, за жал не се мрдаат од таму и тоа. Може би затоа и не носеле вода, бидејќи немало водоводи баш во 19 век. Што е најинтересно, во неколку изборни циклуси буквално сите гласа ги добиваа. Че над 1000 гласови добиваше ДУИ во Љуботен, секогаш ветуваа дека ќе се еднаш Заев вети лично, водоводот ќе почне веднаш после избори, тоа беше спектакуларна најава. Имаше еден таков нели момент, но тоа практично не се случи. Јас во еден даден момент во кампања кога загубив првиот пат во 2017 година, им споменав дека ако некој направи тука вода, тоа ќе биде ВМРО ДПМН. Не си го спомнав својот име, туку ВМРО ДПМН за да им остане во глава заради тоа што може да разговараме за се во оваа држава. Може да наоѓаме мани буквално на се и на секој и нормално е да наоѓаме заради тоа што нормално е да ги има. Никој не е совршен, да. Но ако некој создава во оваа држава, тоа е ВМРО ДПМН, затоа што цврсто верувам дека тоа е така заради тоа што има многу луѓе во оваа партија кои што искрено ја сакаат Македонија и тоа е единствено, можеби звучи емотивно, но тоа е единствено рационално гледање поврзано со овој аргумент. Кога 2017 година се појави да ја бараш довербата на гласачите, тоа беше еден многу чурук, тежок период. Нели? Перипетиите околу формирање на ново парламентарно мнозинство, 27 април, полналет на сите оние случаи на СЈО, формираната влада, нели, од страна на Заев. Какви етикети вака ти лепеа тебе луѓето тогаш кога првпат се појави пред нив, кои што не беа твои заслужени, туку беа дел од тој општествен наратив тогаш формиран благодарение на една сериозна кампања со многу медиуми, една специјална операција. Што се имаше, нели, некои работи што ги заврши на крај? Со што се соочуваше ти кога одиш и им зборуваш на луѓе кои што не се, па веројатно дури и меѓу ВМРО-ското ткиво имало некаква скепса кај одредени групи и така натака, а камоли кај неутралните граѓани или фанови на СДСМ или па фанови на ДУИ или кои тогаш беа други партии од албанскиот блок. Што ти беше онака најтешко да го прескочиш тој прв пат? Тој период некако годиниве назад некако кога ми поставеше некој прашање поврзано со тој период или кога ми текнеше мене лично некако си го прескокнува заради тоа што многу претешко го доживува во политичка смисла па и во секоја друга можна смисла. Но како поминува време, така сакам да се навраќам на тој период заради тоа што е вреден да се изанализира.
употребите еден збор специјална операција, апсолутно стануваше збор за една специјална операција која што не сум сигурен дека било кога ќе се разјасни во детали, ќе се расчлени да видиме што точно се случуваше, затоа што се чувствуваше дека се бориме со нешто што е семоќно во моментот. Но да не навлегувам премногу во тој дел, се задржам на твоето прашање. Во таа кампања прво влегов многу млад, второ со некако многу создаден терет од таа специјална операција која што во најголема мера не беше вистинит, но беше тука. Јас го чувствував кај мене на грб, но рационално кога гледав сваќав, окей, имаше некаков дел вистина во одредени процеси, тоа не можам да го негирам, но тоа беше толку малку во споредба со тоа што реално го имав на грб, а веќе го создадоа во јавноста. Но она што прво да одговорам што ми не знам, водеа специјална кампања во тој период, можеби прв пат го кажувам јавно, дека во конфликтот во 2001 година сум учествувал директно и дека сум учествувал во масакар на, не знам, малолетни. Боже. Значи тоа беше таков муабет ли? Тоа не беше муабет, Богдан, тоа беше кампања од официјални портали кои што беше водена така отворено. Значи на најсуров можен начин, па потоа теми поврзани со насилство и така натаму, дури и луѓето кои што првпат се среќаваа со моето име, веќе има добар дел формирано мислење дека јас сум обичен насилник или кај албанците убиец. Значи буквално имаа такво мислење пред да ме запознаат. Ти 2001 си имал колку? 15 години? 7 оделение сум бил. Не значи дека јас да сум бил полнолетен дека не мога да учествувам во такво нешто, но апсолутно не значи дека би бил таков како што ме представија. Да бидам сега вака отворен и искрен. Да, но срамота. Но ни на крај памет не ми е да помислам дека човек може да го стори тоа што они го представуваа дека може да се стори, а камоли јас тоа да го помислам. Тоа се оние портали од дневната соба на, да не го спомнам... Артан Груби. Да не го спомнам, да не се налути Артан Груби. Јас знаев дека беше тоа по негов диктат. Поздрав Артан, сигурно не гледа. Нека е здрав и жив. Знаев дека е така, сите објави беа во ист период објавени, во иста минута, секунда и така натаму, но навистина тоа беше вака страшно и перфидна операција. Ние македонци не ја гледаме, освен ако некој не земе да преведе. Таа се обраќа нели баш на гласачите така е. Албанско етничко потекло и видиш, еве јас не сум го регистрирал ова. Не ти била сфера на интерес во таа смисла. Многу мои пријатели албанци, се сеќавам, 2017 колеги од факултет. Те прашуваат, Дарко, стварно ли? Не, туку водеа борба на Facebook против оваа кампања, затоа што беа вџашени, затоа што многу добро ме познаваат. Јас не велам дека не би застанал во одбрана на своите национални интереси, но секако тоа ќе оправам витешки како што доликува во било која форма на зборот. Дали е тоа вооружен конфликт, дали е тоа политичка игра или било каква арена, секако дека тоа ќе биде врзен на достоинствена основа, но она што сакав да им го објаснам во тој период и често гласно го зборам и дури во парламент го зборував кога бев пратеник, дека на никого не смеете да му замерите доколку тој си го сака својот народ и својата нација и својата држава. Затоа што многу е подобро да сме на чисто, затоа што во еден период се создаде момент дека одреден млад етнички албанец може да го почитува УЧК, а македонец не може да почитува нешто што е негово од 2001 или од било кога и да е. И тоа е многу нездраво за општеството. Тоа е еден класичен притисок кој што нема да роди квалитет во иднина заради тоа што се лажеме едни со други. И во таа смисла подобро е да сме отворени, искрени и директни за да можеме да соработуваме и мислам дека на тој вистински начин во Бутел докажувам дека на вистински начин може да има соживот. А да не биде тој врз основа на лага, па сега ние сме ова, вие сте тоа, да се лажеме, туку не. Јас сум македонец, ти си албанец, се случило што се случило, но наша задача е реалност е дека живееме сите заедно. Куќа до куќа. Тоа е реалност. Така е, да. Реалност е дека сум пораснал со еден куп луѓе од различен етникум, меѓу кои албанци. Реалност. Реалност е дека до ден денес живеам со нив многу блиску. Да се навртам само за да ги поздравам во оваа прилика тие што тогаш ме бранеа. Некако почувствував дека треба тоа да го направам, не сум го направил јавно. Супер.
толку беа нападнати и толку штета доживеа, ама многу е добро што до ден денеска никогаш не се откажаа да ме поддржуваат. Сега кога веќе се прави водовод во Љуботен, кога се прави нова детска градинка во Бутадова, училиште во Визбегово, сега се многу горди на тоа и дури и наоѓаат на голема поддршка од поширокиот времето е оправдало поддршката. Апсолутно да. Тоа сакав да го кажам. Така да добро е тој период да се остави на страна, никогаш да не се повтори, но од друга страна добро е да се спомене заради тоа што многу е просто, многу едноставно. Јас се гледам вака работата. Таквиот начин на соживот, на такви тврди обвинувања кои што не се реални пред се, носи до затегнати меѓуетнички односи и јас цврсто верувам, искрено ова го мислам, ова мислење ќе го кажам како политиколог, не како човек кој што е градоначалник, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, без разлика во кој период, апсолутно сум сигурен дека меѓуетничките односи се најрелаксирани. Сега некој ќе извади аргумент, да, ама се случи 2001 и така натаму. Да, но кога ќе прашаш етнички албанец, ќе каже дека од апсолутно релаксирачки односи дојде заради тоа што политиката тоа го направи. Криза, да. Апсолутно да, мислам, во тоа сум сигурен. Увезена војна. И сакам да кажам дека дуи им пречи, највеќе им пречи тоа што се тие односи релаксирани. Да, ако нема тензија, нема да игра. Апсолутно, тие немаат гласови. Така да, јас живеам во таква една средина и гарантирам, Богдан, гарантирам дека за неколку пати односите, особено помеѓу македонците и албанците, се порелаксирани од периодот 2017-2021, каде што навистина беа со една висока тензија, не заради албанците генерално како луѓе, како етникум или македонци, туку заради одредени криминални структури кои што беа со голема поддршка од страна на власта и не само ДУИ, туку и СДСМ. Мафијата на улица беше тогаш. Апсолутно да. Сега знаеме каде. Сега е генералот Бован Утковски во Шутка. КПД Скопје. Така е, да. Заради тоа што таму им е местото. Тие беа на телефонска линија со врхушката на полицијата, на власта, како сакате. Сега тоа го нема на територија на општина Бутел и ќе кажам дека најзадоволни по однос на тоа што тоа е така се етничките албанци. Заради тоа што тоа беше глобален жесток рекет, особено на богатите етнички албанци кои што живеат на територија. Ти сведочеле луѓе ти кажувале. И ден денес дури има поголеми разврски кои што завршуваа на суров начин, секако не би навлегол тука во детали, затоа што станува збор за работи кои што има и своји судски завршници и така натаму, но просто преча. И затоа во оваа прилика би сакал као да го крунисам овој дел, да упатам еден апел до сите никој, до секој граѓанин на општина Бутел. Пред избори многу често се влева тој оган на етнонационализам и многу луѓе кои што и сметаат поинаку некако се подводени од сето тоа заради тоа што е пренагласено од одредени структури. Јас во оваа прилика замолувам за разум и кога ќе дојде таков момент, само да направате една анализа кој колку и на кој начин испорачува, заради тоа што цврсто верувам дека на крајот од денот политиката е тоа. А националните теми, етнонационалистичките теми, се најголемата слабост на еден политичар што може да направи во даден момент. Кој ги користи како оружје? Апсолутно да, освен ако не станува збор за реално нарушување на неговите национални интереси и позиции, каде што ќе мора да се одбрани, но да биде реално, а во случајот секако не е така. Мафијата се обидуваше ли да се одбрани? Тоа е сигурно да, но на кои начини, откако, поразот го сигурно ти падна тешко, меѓутоа ти си фајтер, застана на нодзе, влезе повторно во арената. Прво како пратеник, нели, 2020-та, 2021 година, како дел од новата генерација на ВМРО, промовиран од председателот Мицковски, заедно со минатата недела беше тука Александар Стојковски од Ѓорче, Боби Газибаба, Тимчо Деки аеродром, Орце, нели, зборувам се за Скопски район, Пеца Кохрит, Иван Штип и така натака. Сите успешни, како да кажам. Мислам, тоа е сигурно на задоволство на сите луѓе кои што живеат во
во општините што ги водите. 2021 влегуваш, победуваш. Се надзира бранот на промените, меѓутоа, нели, централната власт е уште каква е. Тие спреги кои што функционирале во подземјето, нели, никој не сака да се откаже од нив. Некој што решил да се бави со криминал, решил да се бави со криминал, нели, сигурно не вика ја од утре јас ќе бидам пекар или заболекар. Какви беа предизвиците од тој аспект? Онака, влегуваш во општина 2021 година, окей, почнува работата и почнуваат проблеми. Многу е важно да се каже дека прво влегов свесен што од прилика може да се случува. Искрено ме изненади тоа колку групи криминални, мислев дека помалку групи криминални се под чадорот на претходната општинска власт. Кога станав градоначелник, сватив дека скоро сите криминални групи, и поголемите, и покрупните, и помалите се под чадорот, биле под чадорот на општинската власт, на некој начин доживувале или имале поддршка и заштита по одредени нивни криминални дејанија. Пред се градежна мафија или... Па да, поврзано најчесто со градби и со луѓе кои што имаат голем сериозен бизнис на територија на општина Бутела. Јавни набавки. Биле рекетирани. Аха. Не, на најнискиот можен степен поврзан на мафија кога се мисли. Значи, директно, лично рекетирање, разбирам, поддршка во однос на тоа и така натаму. Не знам, во начинот на кој што јас го сваќам ВМРО, во подлабока смисла, не како политичка партија, како организација, како идеологија, да, како идеологија, како идеја, ме натерал да размислувам на начинот на кој што постапував, а тоа е дека кога се во прашање државните интереси, а во случајот да нарушиш со криминални дејанија одредена општина е и текако државен интерес, и тоа мислам дека во неговиот возвишен облик на државен интерес, дека не треба да попуштам. Второ, многу добро знаев дека многу често тие кои што се представуваат во јавноста и во општеството како, не знам ти што, дека се необични блефери и дека ако на тој блеф се потлекне просто ќе влезеш во циклус на ќе биде проблем. Да, добро. Ќе биде проблем. И во таа смисла се имаше зборуваме за закани и многу повеќе од тоа. И многу повеќе од тоа. Не е дека беа сите тие групи блефери, заради тоа што неколку од тие групи завршија во затвор заради одредени убиства по улиците скопски, нели, тоа го знаеме сите. Многу често тие групи споменуваа дека се од Чаир и така натаму, не, тие групи се од Бутел. Имало ситуации секакви. Не знам колку е вредност или битно во овој момент да споделувам се, но колку што мислиш, толку ете би споменал една дека во еден период од кога станав градоначелник, неколку дена откако што се качев, што влегов во општината, да, пред општината се паркираа 15 возила со пешадиско вооружување и автоматско, со закана дека ако не ги примам на разговор, значи имам две опции, ми дадоа ултиматум, или ќе ги примам на разговор, или нема да си одам дома. Јас секако ја одбрав втората, заради тоа што првата не ми беше ни на крај на памет. Што понатака се случуваше, можеби во некоја друга прилика или во некој друг момент кога сето тоа ќе добие смисла да се каже, ама да има позитивен ефект, да не биде како не фалбаџиство или апсолутно не, значи тоа не ми е ни на крај на памет. И во оваа прилика би сакал... Но ти си отиде дома. Да. На крај на денот, да. Не, сама си отидов дома. Да, добро. Благодарноста е многу битен момент кој што се почесто се заборава во македонското општество генерално, а мислам дека и генерално се заборава како еден битен морален аспект. Но во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на човекот кој што тогаш беше лидер на опозиција, претседател на ВМРО, Христијан Мицкоски, кој што беше буквално 24 сати со мене и на линија и лично некогаш,
за да ми даде поддршка во целата таа борба која што ете можеби ќе остане еден мал сегмент од историјата на политичкото битисување во главниот град Скопје во една мала општина што се вика Бутел, и убеден сум дека тоа е веќе зад нас и дека нема никогаш да се повтори. Голем дел од тие групи криминални најдоа начини да се извинат во еден период, најдоа начин да дојдат до мене и да ми објаснат дека биле подводени од некои политички елити, како што и очекував да е. Дури и со докази тоа ми го представија. А пак некои не се извинија, но не ми е мене ни тоа битно. Јас им реков, не треба да се извините на Дарко. Ни најмалку не сум го сватил тоа лично во тој период, затоа што тие нема лично ништо со мене, туку имаа со општината и со граѓаните. Треба да се извините на граѓаните, ако може тоа го направите добро, ако не да сте здрави и живи. Ето отприлика тоа за сега, во оваа прилика. Добро. Гледам вака на моменти кога размислуваш, се викам овде дека 2 емисии сигурно има вака едно 3 сати муавет на овие теми. Ама знаеш зашто те прашав? Бидејќи сакам луѓето, јас дел од овие работи знам, нели? Но сакам луѓето да знаат што значи да си градоначалник, ете, во една општина како Бутел, например. Не дека во Свети Николе не може да има такви случувања, но Бутел е специфичен пример, бидејќи не е тоа само ти седиш таму на биро, гледаш некои урбанистички планови или црташ водоводи, канализациони мрежи и така натака, или планираш со силните милиони, не знаеш кај да ги потрошиш, туку има и специфични предизвици и човек веројатно треба да се откаже од добар дел од комодитетот кој што го имал за да го прави тоа. Што ме води до наредното прашање, зошто, Дарко? Зошто сето ова? Да, се треба се потрудам да дадам одговор кој што нема да биде клише или нема да биде... Види, нека е искрен, па макар и да ти звучи во главата како заради клише. чиста љубов. Заради чиста љубов. Колку год да звучи тоа нереално или абстрактно, заради чиста љубов и заради тоа што на кој начин, не знам, сум го доживувал мојот политички идол, најголемиот водач на ВМРО Тодор Александров. Заради начинот на кој што го доживувам ВМРО, а преку тоа и заради начинот на кој што ја доживувам Македонија. И кога почнав со политички активизам во младинската на ВМРО ДПМН, во глава ми беше само една работа. Тоа ми беше Бутел. Тоа беше Бутел. Заради тоа што чувствував дека работите не се движат таму каде што треба. Тоа беше по 2001? Па да, во периодот кога бев средношколец, потоа студент, некако дури од поширокото семејство, кога веќе станав и председател на младинската во Бутел, ми велеа насочи се према одредена друга позиција во иднина, ако сакаш да се бавиш со политика, пази внимавај со Бутел и така натаму, ме интересираше исклучиво тоа и затоа преска реков многу бев свесен за се тоа што се случува и од блиску многу добро знаев што значи да се биде градоначалник на Бутел. Да се разбереме, не е ништо поразлично да се биде градоначалник на било која друга општина во смисла на тоа колку работи еден човек, во смисла на проблеми се апсолутно, дури има многу покомплицирани долгови, општини, да, мал буџет. И тоа не го кријам. Но од моментот на тоа на кој начин, ќе кажам многу прецизно, не граѓаните, не жителите на Бутел, туку политички структури ја доведоа општина Бутел, на кој начин ја доведоа во одредена тензија, навистина беше голем чекор да дојде некој да рече до денеска беше што беше, од сега поставуваме нови правила. Нема дивоградби, нема рекет, нема криминалци да влегуваат низ општина и да влегуваат во оделението во секторот за урбанизам и да кажуваат што да биде приоритет. Нема закани, нема физички напади во општинската зграда и надвор, ако се сеќавате, имаше и по медиуми. Веќе нема каубојско движење на територија Див Запад нема да има тоа. На општина Бутел. И многу често вработените, се сеќавам во општината, кои што се како добронамерни луѓе од овој аспект, веќе 5 години ги познавам многу добро, ми велеа ова ќе ти трае многу кратко, 1 месец ќе се откажеш и така натаму, но
Еве втор мандат. Ете да, значи одговорот би бил чиста љубов, заради тоа што ако кажам нешто друго нема да биде доволно. Љубовта е нешто што веројатно највеќе може да извлече па дури во критични ситуации, а нели тоа и Божја промисла Господова. Така рекол Господ Бог и мислам дека и во овој случај љубовта победува. Ајде да го конкретизираме сега ова, да ги видиме плодовите на чистата љубов. Кој мислиш дека ќе се 3 работи, 3 проекти, што еден ден кога ќе решиш дека е доволно со конкретно оваа работа, ќе останат како трајно наследство твое, онака, што ти е звезда водилка од тој аспект? Па сигурно ќе биде поликлиниката која што за помалку од месец ќе удриме камен темелник. Тоа можеби ќе биде и крунско дело. Нешто што ќе остане заради тоа што просто бутелчани се откажаа дека тоа е возможно на територија на општина Бутел и навистина ќе изгледа фантастично. Ќе трансформира животот на луѓето на многу. Да, и веројатно ќе биде најубавата поликлиника во градот Скопје без да ми забележат колегиве, бидејќи е најнова и најмодерна и многу убаво изгледа. Веројатно водоводот во љуботени љубанци, иако сега многу луѓе ќе речат добро кој век сме и така натаму и така, но просто сега се прави, да, символиката, апсолутно да, браво, символиката е многу битна во моментот што сега се прави. Да, зошто баш сега се прави? Замислете 2 села, 2 густо населени села ќе добијат чиста вода за пиење за прв пат. Че малце звучи тешко, но тоа е факт и мислам дека ќе остане историски забележано. И третото, тоа се повеќе објекти, но ќе ги споменам како едно нешто, тоа се нови детски градинки, кои што 2 се финално завршени. Една за многу скоро ќе почнеме, а мислам дека ќе биде на бројка 4 нови детски градинки од темел до кров во период од 2 мандати, нешто што никога последниот пат се правила детска градинка пред 30 на години. Територија на општина Бутел, сега ќе имаме 4 за ако треба веќе да одвојувам, овие се трите работи кои што би ги одвоил како носечки, како работи на кои што навистина би бил условно кажано горд, да не биде сватен зборот горд во лоша конотација. Не во згордејаност, но горд. Да, не во згордејаност, туку горд како нешто што се испорачало. 4 нови градинки, тоа се наталожени проблеми, смисол немање на доволно капацитет или Бутел расте постојано, бидејќи од време на време поминувам кога доаѓам до Алфа од таа страна од кај Словенечка и гледам, нели, и има нови згради, чим нели на времето и мафијата силно била заинтересирана да гради, значи дека условите за функционирање во Бутел се, сакам да кажам, од урбанистички аспект благопријатни, не е сега натискано како Дебармало, иако цената во Дебармало ќе е 5000 евра квадрат, не знам во Бутел до која бројка сега? Па стига високо и во Бутел заради тоа што не дозволувам згради. И навистина е висока цената на тие што успеа да ги направат од време на минатиот мандат. Се шири Бутел, но благо, но имаше проблем со многу големи листи на чекање за деца во градинки. Така. Со новиве 2 градинки кои што ќе ги отвориме на почеток на оваа учебна година, веќе нема да има листи за чекање, сигурно. Со таа во Визбегово веќе максимално ќе ги релаксираме условите, а со новата градинка со Господ напред во Радишани, во долниот дел, во поранешно село Радишани, мислам дека ќе добиеме веќе, па би рекол, скандинавски услови за предучилишната возраст на територија на општина Бутел. Така да потребата ја увидов, беше реална и не само тоа, туку онаа која што ја споменав во Бутел 2, на еден настан кој што го организираа дечињата по однос на одреден ден, мислам дека беше ден на пролет. Сакав да прошетам низ градинката, тоа беше скоро од кога што станав градоначалник, и сватив дека прво ми беше чудно зошто никој до сега тоа го нема забележано, буквално собите каде што спија дечињата имаше теписон врз земја, значи имаше пробиен пот. Апсолутно да, и што е многу интересно, тие занимални беа на етнички албанци и никогаш не му текнало на Али Ахмети да дојде да види каде учат, например, тие етнички албанци во Бутел 2, ама ќе се бави он со 19 век. Со 19 век. И ако ти текнува,
на еден многу умешан начин политички, тогаш лидер на опозиција, сега премиерот Христијан Мицкоски, успеа да со амандмани помине големи крупни проекти уште во минатата влада. Тоа беше една брилјантна работа за општеството генерално. Само еден проект ми понудија и нели националистот Дарко Костовски реши дека тоа ќе биде градинка во Бутел 2 и мислам дека многу го почитуваат луѓето тоа таму, но и тоа не ми е толку важно колку што ми е важно дека веќе условите во таа градинка, тоа е веќе модерна, убава детска градинка која што ќе биде отворена наскоро. Рече не дозволувам згради. Јас сум како архитект, јас сум секогаш па про градење. Ајде да продискутираме малку на таа тема. Каква е политиката за развој на општината, односно политиката во однос на урбаното ткање на општината? Што значи тоа не дозволувам згради? Па тоа значи баш во директно не дозволувам дека не дозволувам згради. Ниту една маркица за зграда не е направена како што сум јас градоначалник. Тоа се темели веројатно на два дела би го поделил одговорот. Прво, мора да се спомене дека начинот на кој што премиерот Мицкоски се однесува према локалната самоуправа е единствен во овој краток период на македонска независна држава од страна на премиер. Тоа што тој го увиде како премиер мислам дека работа која што требаше да ја направи првиот премиер во Република Македонија или вториот, нели првиот беше на експертска, особено кажано, влада. За да ја зајакне локалната самоуправа и алоцирањето на добар дел на средства кои што припаѓаат на владата, без разлика дали ќе биде кредитирање или не, тоа се средства на владата, требаше да ги алоцира во локалните самоуправи, за да, иако тогаш не беше таква фаза на децентрализација во тој период, може и директно тоа да го направат, но требаше се алоцират во локалните самоуправи за да немаме вакви проблеми сега да викаме 30 години дека немало вода во Љуботен, дека немало детски градинки и така натаму и така натаму. Туку тој момент кој што за жал беше и како задоцнет во Македонија 30 на години, премиерот Мицкоски го алоцираше многу брилјантно политички, тоа го направи. И начинот на кој што се финансираат општините мене ми дозволува да размислувам и визионерски и да ги исполнам барањата, ова е вториот дел од одговорот, барањата на граѓаните. Да не си роб на комуналиите од... Така е, тоа е поврзано со тоа да има пари, да не... Да има развој, ќе кажем една бројка сега, за куса само за да завршам мислата. Важи. Тоа би било, значи, први многу добро ќе се залепи на оваа ситуација. Во општина Бутел во последниве 5 години се вложени скоро 30 милиони евра во капитални проекти, нешто што 15 години наназад не било динамика. Тоа е факт и можам да почнам да бројам, станува збор за 15-20 капитални проекти кои што променуваат општината во директна смисла на зборот. И да се навратам на вториот дел од одговорот, бутелчани генерално, без разлика на етничка припадност, директно бараат да се задржи мирниот начин на живот заради тоа што имаат пример до себе, а тоа е општина Чаир. Поминуваме секој ден од таму и гледаат дека квалитетот на живот, па не знам дали може да се зборува за квалитет на живот таму. Разбирам. И они се толку исплашени, пак ќе кажам, некогаш во ова предничат и етнички албанци, како например во еден дел каде што сега бришам план со 9 маркици за згради, каде што беа подпишани од 200 луѓе над 150 етнички албанци. Против, апсолутно против. За многу скоро веќе е суспендиран, ќе биде тоа објавено и за многу скоро таму ќе има еден убав парк. Значи вие сте како Љубљана фактички. Апсолутно да. Па гледам сега, следам, многу ме интересираат вакви примери и следам дека голем број на мали градчиња во Соединетите Американски држави дури имаат и забрана за градење. Дури не можеш да изградиш. Има баш кој дошол. Тоа е тоа. Заради тоа што тоа е начинот да се чува квалитетот на животот. Тоа е суштината на политиката, да се грижиме за квалитетот на животот, заради тоа што сега не велам јас дека никаде не треба да се градат згради и така натаму, но бутелчани се исплашени и доказ за тоа Богдан беше последниот изборен резултат
ние фактички СДСМ во Бутел 9-1 го победивме, што тоа беше 9000 према 1000 и нешто гласови. Тоа беше апсолутна легитимизација на она што јас го пренесував и го правев како политика и сметам дека уште толку легитимитет добив да го правам тоа и во иднина. Те разбирам како архитект што мислиш. Не, окей, така мисле и архитектите од општина Бутел, како тебе наидов на голем отпор во стартот. Но кога сватија... Знаеш што е работата? Бидејќи возможно е ти да имаш пак и на нормален начин да се развива градот, пак да има мир, спокој, инфраструктура, меѓутоа луѓето се исплашени од многу негативен... Од брутализмот. Да, од многу негативен пример се исплашени, инаку, не знам, земи историски гледано, види Ново Лисиче, например, како супер, зборувам за стариот дел, супер урбанизирана општина, го има тој комодитет, квалитет на живење. Карпош во одреден дел, да. Карпош во одреден дел, таму и кај Капиштес, да, точно така. Или тие, па дури они руските згради што ги викаат, нели? И таму се гледа дека архитект работел таму, да. Точно. Но архитектот што не бил обврзан, не бил под чизмата на мафијата. Да те прашам нешто, мислиш дека во Чаир, например, архитект го верува дека не било ни архитект во прашање. Знаеш како? Тоа е тука, правиме и готово. Па и сум видел и такви објекти, ај тука изгледа како да на лице место рекли, ај дигни уште еден кат. Ајде уште еден врз него. За жал така, да. Но во одбрана на архитектурата, нели доколку се применува во оние закономерности кои што сме ги учеле. Тоа е наука, мислам, тоа е точно брилјантна така, наука. тогаш апсолутно живеачката може да биде добра и убава за сите, но окей, фер аргумент е ова и го разбирам. Значи бутелчани сакаат паркови. Еден од тие мега паркови беше планиран, предвиден од 5 што ги најавуваше Даниела, така? Така е, да, веќе е во финална фаза, тоа е на Христијан Тодоровски Карпош, мислам дека е на 8000 метри квадратни. Еве нешто ексклузивно би кажал сега. Во разговор вчера со градоначалникот на град Скопје, Сорце Георгиевски, дојдовме до идеја да направиме уште 30.000 метри квадратни парк. Да, звучи интересно, а тоа е и останатиот дел од Христијан Тодоровски Карпош и ќе почнеме многу наскоро. И со тоа ќе добиеме околу 40.000 метри квадратни на еден потек во територија на општина Бутел, директно барање на граѓаните заради тоа што Тоа се 6 фудбалски игралишта, се прави брза автоматика. Така му доаѓа. Заради тоа што претходникот мој, градоначалникот од 2017-2021, таму имаше во фаза и за неколку месеци немаше среќа да го донесе еден куп огромни куки уцртано и неколку облакодери згради. Ајде. И практично тоа го дознаа граѓаните од инсайдерски информации од тогаш од општината и буквално беше кога правев средба со граѓани во периодот 2021 кога се кандидирав за градоначалник, тоа беше првото барање. Тоа им беше прво барање, па после се останато да се поништи тој план, да се ако се прави нешто да биде помало и така натаму, јас реков не, тоа е идеално место за парки, на вистина идеално место за парки, нешто што ќе личи општина Бутел. Инаку направивме уште неколку во претходниот мандат и на вистина тури имам чувство дека свеста на ако пред 10 години ни беше шала во Македонија дека во Германија изборите се водат на тема кој има подобра зелена агенда, нели беше тоа една интерна шала политичка. Сега мислам дека се повеќе станува збор за такво нешто и во Македонија, многу ме радува тоа. Гледам по моите објави, по реакциите, апсолутно да. Особено кај младите, дека многу подобро поминува парк, зелена површина или хигиена, отколку некој инфраструктурен дури проект, што многу искрено многу ме радува и се повеќе ме тера да создадам еден цел политички концепт за 4 годишен развој со зелена, поврзан со зелена агенда, ама некако онаа на Дуј, ќе биде ова реална зелена. Да не трае толку кратко, да. Една идеја прво за во паркот, да направите една макета на тоа што го планирал Велјо со облакодерите и со куките, и вака да стои и да знаат луѓето што не се случило, за да го имаат тоа што го Тоа е добра идеја. Тоа што го имаат. Се прифаќа, ќе ги замолам архитектите да направат една Фала. макета. Но градежната мафија не мирува. Ти си познат често и по оние сцени кај што багерчето се појавува на одредена локација и врши действија согласно законот. Се уште има такви упорни фаци кои што да? Има, еви од денес има еден случај
има од пред неколку дена, има, не се толку чести како во периодот кога СДСМ беше на власт, тоа беше буквално секој ден. Ама буквално секој ден, немаше ден да не почне некоја дива градба да стопираме. Сега има многу се поретки. Не можам да ги разберам тие луѓе, Знае таа дека ќе потреба. го срушите. Особено што потекнува такво нешто, потикнува да прави на државна земја. Тоа е брутално и Дури не е ни на своје земјиште да прави градба, него на дури на тоа, државно еве земјиште. денешниот пример е таков, ама утре во 7 часот сабајле багерот ќе биде на терен заради тоа што е во сам зачеток, тоа не е ни, али се гледа дека се планира, така да ќе биде едно расчистување на теренот кој што е државна земја и кој што ние по закон треба да ја штитиме. Имало ли потреба полиција да асистира вака? Скоро секогаш. Заради тоа што многу често се појавуваат локални бандити кои што знаат да Мислат дека се тие се закануваат. шерифи тука. Да, имаме и дело на кој што е во кривичен суд, имавме и напад на службено лице од општина од страна на одредени бандити. Се надевам дека делото, затоа не го експлоатирам јавно за да не влијам на постапката, но се надевам дека нема да погреши некој таму да не помине со казна заради тоа што тоа беше на еден брутален начин. Тоа е секојдневна борба, ја имаат и други градоначалници. Можеби во Бутел некога знае да е малце поизразена, но мислам дека тоа е борба која што генерално оваа нова генерација на градоначалници вака квалитетно ја водат на ниво на цела држава. Често СДСМ вели не знаеме каде се парите од унгарскиот кредит. Знаеш ли ти каде се парите од унгарскиот кредит? Да, до денар. Колку? До денар. Првиот повик добивме 94 милиони денари, вториот повик добивме 365 милиони денари. Веќе најголем дел од, не знам, над 70% се видливи проекти, 30% се во фаза на реализација, нешто ситно не е започнато, ама тоа се улици, ама ќе бидат започнати. Станува збор за инвестиција, не знам, вкупно околу 150 милиони денари за патна инфраструктура, значи Бутел буквално доби целосно освежување на патната инфраструктура на задоволство на граѓаните, сите оние улици кои што имаше огромни дупки, кратери, че веќе заличи на една модерна убава општина, некаде околу 75-80 веќе милиони денари за спортско-рекреативни центри, значи нешто што навистина над 25-6, веќе над 30 можеби терени на територија на општина Бутел, каде што секој еден, да, тоа е навистина револуционерен потек, секој граѓанин не се грижи за своето дете, па колку и да е малечко, има пред врата, најчесто има пред врата спортски. Тоа е супер, многу важно во денешно време. Апсолутно. Во време на мобилни, на коли, висење, тротинети, брзења, и тоа и од страна на безбедноста. Точно, да. И во таа смисла, просто не го мислиш, во непосредна близина има спортско-рекреативен центар. Значи, станува збор за кошаркарско игралиште, фудбалско игралиште, игралиште за деца, парковска содржина, намерно се спортско-рекреативни центри, во моментов 3 нови градиме, значи нешто што е револуција. Спомнав претходно нешто, утре поставуваме камен тевелник на нов затворен базен во Радишани, ќе дојде претседателот на владата. Нешто што пред се учениците на територија на општина Бутел ќе го користат од спортски аспект, што е многу битна работа. Доградба на основното училиште, Ацо Шопов, 2 нови моста, претходно целосно уредување на коритото на реката Серава, нешто во што никој не веруваше на територија на општина Бутел. И мене ми изгледаше многу тешко кога прв пат ја видов Серава. Да, и мене. И мене, да. Ама ми беше желба тоа, некако ми беше желба од претходно. И еден куп други проекти кои што сега живот значат, вака. Буквално живот значат и го обменуваат текот на животот. Некаде сме малце поспори, некаде има забелешки дека сме спори, но никој не го крие општото задоволство дека се случува нешто што било ветувано. Сега во политика сум многу одамна, многу на 16 години вака директно влегов. Се сеќавам колку многу тие проекти се ветувани за време на избори. И навистина е задоволство да гледате еден период сето тоа да се реализира, ама повторно ќе кажам, благодарност на некако сите ја забораваме. Морам да го пофалам уште еднаш претседателот на владата, кој што тоа просто ни го возможува Богдан, заради тоа што со тие средства кои што ги имаме како општина, невозможен е ваков развој и невозможен, дури не знам како може да се наречете градоначалник ако не остварувате барем 50% од вашата визија.
А во случајов ние не оставуваме, се колку год да звучи ова чудно, не е 100%. Туку се најдовме во еден период да излеземе од тоа што сме го планирале, за да смислиме нешто ново. Еве, јас искрено го кажувам ова, заедно со моите соработници сум седнал и сум размислувал што понатака. Значи, што треба да биде следно нешто што, затоа што сите прашања или се затворени, или се на повидок дека ќе се затворат, што не биле нас идеал претходно. Разбирам. Така да тоа е реалност и мислам дека граѓаните го забележуваат. Се сеќавам и на оној период кога правевте иновации, нели тогаш уште централната власт беше во како до сега рацете, пост-ковид со сите тие силни долгови, висока цена на струја и така натака, веројатно не баш сјајна поддршка од државата со нови финансиски механизми, нели, општините. Да, правевме јавни предпријатија, па помоци да плаќаме и така натаму, но и на тоа, таа власт од СДСМ ни најде одговор, па дури доаѓа секој ден имавме инспекција, ама буквално секој ден, да не звучи тоа сега како кажано колку онака од ракав, туку секој ден имавме инспекции поврзани со тоа. Тоа здраворазумски, Дарко? Па не, здраворазумски секако не. Не знам, изгледа злобно. Да работиш на штета на народ. Зошто ради што политичкиот противник? Они се трудеа, сигурен сум дека владата на СДСМ и ДУИ се трудеше што повеќе општини да бидат исклучени, да нема буквално улично светло. За кажете, еве видите ги Моровци. Ама замислете каков тип на ризик е тоа. Не дај Боже, безбедносен. Апсолутно да. Апсолутно. Живот загрозуваш. И тоа ми беше можеби најтешка епизода во почетокот, во првите 6 месеци од мандатот, затоа што не знам, од сметка вообичаена 1 милион денари која што сигала за дадениот месец во претходната година, стигнаа до 8 милиони денари. Значи нешто што беше да, си реков до тука ми е. Ама некако се солидаризиравме, сите градоначалници седнувавме од ВМРО ДПМН и некако се тешевме дека мораме ова да го поминеме и најдовме начин и тоа што е би рекол импресивно, не го користам овој избор често, некако ми дојде, е дека и покрај тие кризи успеавме да испорачуваме одредени проекти кои што, пазете, немавме тоаш централна власт, кои што направија разлика. И првите анкети кои ги направивме после 3 месеци локална самоуправа кога ја превземавме, беа на вистина не потикнуваа уште толку повеќе да работиме. Граѓаните забележува ужасно најтешка криза со електрична енергија видена во Европа, особено во последните децении, а паралелно испорачуваме. Може да замислите колку беа лоши тие претходниците за толку многу да бидеме ние подобри во таква за време на таква криза. Колку е важна вашата локална работа? Колкав дел од механизмот од елисите на моторот сте градоначалници, кога е во прашање впечатокот на народот и од централната власт, бидејќи да, огромен дел од проектите ги работите заеднички, односно доаѓаат парламентарни избори, мислам, зборувам за претходните. Колку мислиш дека на луѓето им значило директно и твојата работа како градоначалник, кога одлучувале да го, нели, поклонат својот глас, односно суверенот да го предаде мандатот на некој. Искрено мислам дека многу, но и во обратна смисла. Мислам дека им значи па некојаш и работата на владата и трудот на премиерот па за да гласа за некој градоначалник. Сега тоа е работа на анализа каде повеќе тимски напор, разбирам. Но генерално мислам дека многу заради тоа што да не заборавиме кандидатите за градоначалници, тогашни кандидати беа избрани од човекот кој што претендираше централна власт. Така да народот тоа општо задоволство го претвори на тој што ги одбрал тие кандидати кои што нема ниту еден скандал. Знам дека ова многу добро го знаеш, за време на власт на СДСМ кога имавме 7-8 различни инспекции во тек на еден месец. Во тек на еден месец, тоа се случи кај мене лично, дури и насилни влезови на државен градежен инспекторат со 30 луѓе да влезе насилно преку врата со елеци и така натаму. И Валфа има влегувано истите тие да знаеш. Само што ја не ги пуштив еднаш во општина. Да, подобро ако не. Тоа беше насилен влез. Значи буквално не најавено, нема потреба да влегуваат 30 луѓе. И после се спогодивме, па влезе само директорот со уште еден вработен, па после му уште двајца, ама така, значи беше... Малце брана постави. Па мораше да се постави брана, затоа што беше безобразно, затоа што нив целта им беше да не понижат, да не направат инспекција, така е. И сега они не дошле 100 диво град би се направија за време претходниот мандат, никогаш не дошле, сега ќе доаѓаат со
со 30 луѓе, мислам безобразно. И во таа смисла битна е многу, централната власт е и како битна за било кое прашање е битна, и кога има синхронизирана власт во држава, тоа е идеално. Тоа е идеално. Еве град Скопје, значи ние да не забораваме, не само што немавме централна власт во првите неколку години, туку немавме ни градоначелник на град Скопје во Скопје, така да сега ова што ни доаѓа од Орце ни е како мелем на рана, дека стварно, не ни се верува. Транзицијата Данела Орце како апсолутно, не знам, имало проблем со водовод, уште ми е мене тој како детски страв кога му се јавува некој човек во одредено време нели за одредена работа, сега мене ми се јавува страв кога има проблем со водовод, негде знам дека нема да дојдат, ама не ми текнува дека сега е друго, дека ќе дојдат. Че веќе ми се јавува страв, ама сваќам треба време да помине за да се навикнеме дека почнуваат работите да функционираат вистински и на вистина еве веќе кога сме кај градот да го пофалам Орце. Брат ми е лекар и често знае да му рече полека, затоа што гледам дека и дури се не знам ова како ќе му звучи него лично, ама дури и на неговото здравје влијае на тоа колку работи, мислам, ама мора така Богдан заради тоа што тоа претходно што било, тоа практично не само што не се работело, туку се работело на штета на следниот да се остави штета, мислам, тоа е вака една патолошка политичка ситуација која што се надевам дека нема да се повтори. Па види, ние како граѓани, како гласачи треба да учиме, да созреваме општеството да се унапредува за да нели живееме подобро. Просто и кратко кажано. Брат ти освен што е лекар е и создавач на олимписки шампиони. Нели личен тренер на Дејан Ѓоргиевски, сребрениот медал од Токио. Знам дека Бутел има и други деца, млади деца кои што се потенцијални олимпици. Дај ми збор за тоа вака еден инсайт од нас. Имаме, можеби секако Дејан останува во игра како најсериозен македонски спортист кој што може да донесе повторно олимписка норма. Но морам да го споменам и Филип Блажевски, човекот кој што минатата година освои бронзен медал на У21 европско првенство во олимписки спорт, нешто што многу ретко се случува на територија на Македонија и мислам дека е уште еден олимписки и текако сериозен кандидат за олимписка норма. Тука е секако и Мила Релик, која што исто така има изгледни шанси да обезбеди олимписка норма, но тука си еден куп нови спортисти кои што веќе се европски медалисти доаѓаат до теквондо клуб Бутел, Ведрана Тунеска, Теодор Стојановски, луѓе кои што многу имаат кадетски и пионерски и кадетски европски медали, нешто што е навистина битна работа. Во генерацијата на Деки, например, бевме далеку од европски медал во кадетска генерација. Сега веќе можам слободно да кажам дека ако олимпискиот медал на Дејан Ѓоргиевски беше донесен врз основа на чиста љубов и откажување буквални животни, фронтална жестока борба која што се надевам на платно ќе излезе за скоро, сега веќе поставуваме систем во македонското теквондо за да врз основа на систем очекуваме реален резултат, што е многу битно заради тоа што по некоја статистика колку што истражувам ме интересира таа тема како дел од тој спорт. Само 1% од олимписките медали доаѓаат од држави или места каде што нема систем. Само 1%. Се останато е врз основа на систем. Значи направи го системот, резултатите ќе дојдат. Апсолутно да. И мислам дека еве е добар пример македонското теквондо, многу ме радува што многу федерации го земаат како пример, заради тоа што премногу трошење здравје, премногу лудост треба за да создадете медал, а тоа да не биде врз основа на система. Вака е добро е достане и трошењето на здравје, добро е достане и лудоста, но да не биде до таа фаза како што беше до Токио. Така да македонскиот спорт и македонското теквондо има иднина. Значи чекаме резултати здрави 2028, така? 2028 Лос Анџелес. Не сакам овој убав разговор воопшто да го реметам, а сакам на почетокот и да прокоментираме за политичките позиции на, односно за случувањата во опозицијата, таму пак се караат секој со секого и така натака. Но просто не. Просто не. Нема да му даваме простор на Венко Филипче, наместо тоа за крај ќе те прашам колку твојата посветеност на верата те прави ова што си денес. Не го очекуваше, знам. Дека не.
Па верата е се. Буквално се и се доживувам кроз верата. Мислам дека клучниот фактор кој што ме натера, како што споменав претходно, да со љубов правам одредени работи е љубовта на Господ Исус Христос. Така да се трудам колку што можам да бидам благодарен на тоа што го имам и се да доживувам кроз тоа што значи православно христијанство. Дарко Костовски, градоначалник на општина Бутел и добар човек, благодарам за одвоеното време, ми беше чест и пријатно и следна средба закажуваме кога и да се створи потреба за тоа. Честа е моја и не сакам ова да остане како фалба, туку задоволство е да се разговара со интелектуален капацитет како што си ти. Фала ти, не знам да реагирам сјајно на комплименти, ама жив и здрав да си се гледаме во следна прилика. Фала ви вас што останате со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте и наредната средба ви ја закажувам за следната недела. Тоаш имаме 2 емисии и многу е можно, 99,102%, да тие 2 емисии се последните од оваа сезона. Ова ви е чудно кога јас ви го кажувам, бидејќи од тој март 2022 до сега една недела немам направено пауза со емисијата и зиме и лете. И за нова година сум сакал да работам, но ми забранувале бидејќи има друга новогодишна програма. Ама ова лето мислам дека е право време и јас малку да земам здив. Така да, следна недела веројатно ќе се последните 2 епизоди за оваа сезона, тоа ќе ви го потврдам наредната недела. Кога ќе видите во тие епизоди, ќе дознаете во четврток и во петок по 22:30. До тога стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија, главата горе.